Почитувани, денес СДСМ го започнува серијалот на пресконференции со кои сакаме да ги информираме граѓаните за состојбите на образованието во Битола. Училиштата во општина Битола се во катастрофално лоша финансиска состојба, каква што досега не се памети. Сметките се блокирани, а директорите навикуваат на стечајни управници. Во врвот на должниците се и двете гимназии Јосип Броз Тито и Кајки Даскало, чии долгови се карактеризираат со милионски суми. Со цел битолската јавност да добие јасен одговор, го прашуваме градоначалникот Владимир Талевски дали е точно дека гимназијата Јосип Броз Тито должи 2 милиони денари за грејење, 430.000 денари за вода, 250.000 денари за струја, 7.000 денари за телефон и 72.000 денари за нискоградба, или вкупно 2 милиони 759.000 денари. Ако е за утеха нешто помал е долгот на средното училиште Кајки Даскало, па градоначалникот го прашуваме дали ова училиште за грејење должи 2 милиони 200.000 денари, за вода 313.000 денари, за струја 130.000 денари, за телефон 10.000 денари и нискоградба 60.000 денари, или вкупно 2 милиони 713.000 денари. Со вакви долгови училиштата не можат да ги обезбедат ни основните услови за работа, а живееме во 21. век. Професорите, учениците и нивните родители, а воопшто и битолчани имаат право да знаат. И затоа го повикуваме градоначалникот Талевски и неговата партија, која за директори во јавните битолски предпријатија имаат високи кадри на ДПМНЕ, а чии најголеми должници се училиштата, да одговори зошто дозволи да се натрупаат вакви астрономски долгови во образованието, а во овие 8 години потроши над 200 милиони евра буџетски пари. И како и кога мисли истите да ги врати.